Видете, јас во саботата имав исто вакво прашање, напиштав еден пост на мојот личен профил и ќе го кажам следново, уште го повторам она што го кажав. Значи, прво, демократско право е на секој да протестира. Значи, ние во овие 3 години се изборивме за слобода и демократија, за разлика од она што беше режими, буквално, каде што беше спречувано правото на протест. Право е на транспортерите да протестираат и тука апсолутно не само на транспортерите, на било кој во оваа држава. Меѓутоа, морам да потенцирам една работа. Погледнете ја денес цената на нафтата. Денес цената на нафтата е 42 денари. Тоа е она што го зборував. Три има клучни аргументи кои што по моје држат. Тоа е внесувањето на акцизата. Прво е заради солидарност, заради граѓаните на оваа држава и апсолутно не е никаков товар за било кого дополнителен. Второ, цената на нафтата во моментот е повеќе од 20 денари од јануари, февруари и март месец, ако ја погледнете на назад. Тврдам дека денеска со најновото намалување посебно на дизел горивото 42,50, цената е најниска веројатно во последните повеќе од 20 години. Предпоставувам. И уште еден битен аргумент. Погледнете ја цената на нафтата кај нас, ќе видите дека е најниска од секаде. Веројатно во Русија и делумно во Турција и Белорусија. Сите други се поскапи. Погледнете го регионот. Имаме близу во Србија 60 денари, на Косово, значи максимално цената е поголема секаде. Така да тие аргументи од тој аспект не држат и апсолутно стојам за дона дека во оваа држава во моментот сите треба да направиме солидарно, треба да покажат прво сите разбирање, почнувајќи од владата па сите натаму, дека треба да покажеме силно разбирање и солидарност, бидејќи на тој начин само може да ја помогнеме на држава. Тврдам дека во моментот не држи тезата на тоа што значи протест, меѓутоа тоа е нивно право и слободно можат да го изразат.